Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте и повторно во нова епизода. Денешната тема и она што ќе зборуваме е практично почетокот на денот. Што тоа значи? Јас знам дека секој од вас е свесен и ја знае поговорката дека по утрото денот се познава. И секој од вас е свесен дека појадокот е најважниот оброк, но она што на крајот на денот ќе ни направи одлука дали можеби да го имаме појадокот или да го немаме е најчесто времето, најчесто врските и најчесто нашата неорганизираност. Но она што барем јас како факт го имав кога не бев на ова место и кога можеби се влегував во кругови на неправилна исхрана, на неправилна телесна композиција и можеби кога јас сум се мачел со тоа да најдам решение за себе, било тоа што можеби појадокот сум го немал затоа што никогаш не сум бил гладен. И искрено за себе ако размислувам и ако зборувам, пред 5,5-6 години кога јас носев одлука дека веќе морам да променам нешто во својот начин на живот, практично кога стануваше збор за појадок, најчесто и јас го избегнував тоа прашање и тој момент затоа што искрено ама воопшто не сум бил гладен. И мојот ден почнуваше во отприлика 8 часот и првиот оброк ми бил во 11-12. Појадок се рачуна тоа што ќе го изедеме во првиот час од станување. Но зошто многу од луѓето можеби не чувствуваме глад и зошто немаме потреба за јадење? Прва работа е тоа што сме влегле во некаква навика која што телото ја прифатило и научило да живее како што живее можеби во изминативе година, 2, 3, 5, 10. Друга работа е тоа што најчесто многу од нас кои што немаат правилен начин на исхрана, односно особено кога немаме правилен старт на денот, се случува да попладне и навечер практично изедеме огромна количина на калории кои што се базираат на шекери и на масти. Тоа се кризите за благо, за грицки, за теста и за сите оние работи кои што ни се најомилени. Сето тоа придонесува во вашиот крвоток да циркулира огромна количина на шекери и масти кои што во текот на ноќта не успеваат да го најдат својот резервоар и својот магацин. Тоа значи дека кога ќе се разбудиме на сабајле, се уште во крвта има остатоци можеби од некакви шекери и масти кои што испраќаат сигнал до мозокот дека вие не сте гладни, затоа што има во крвотокот се уште одредени соединенија кои што се викаат шекери и масти. И практично сето тоа и како навика ви носи ситуација наутро дека вие не сте гладни. Но на ниво на клетка ако гледаме и ако го гледаме метаболизмот како една совршена машина, ќе ни стане јасно дека телото на сабајле, односно нашите клетки, бидејќи сме составени од клетки, се итекако гладни и жедни и уморни. И она што е важно да им го дадеме е квалитетно гориво, пред се хидрација и пред се вредна, нутритивна база и основа. А тоа значи нешто да појадувате во првиот час од станување, иако во моментов можеби и не сте гладни. Тоа е само навика и тоа е шаблон кој што ви се повторува многу време уназад и она што само треба да го направите е да го прекршите тој шаблон и заинат и со сила ако треба да ги правите овие навики кои што подразбираат добар почеток на денот, редовни оброци и доволно вода, колку и да вас не ви се јаде. Глад и жед се само сигнали дека доцните. Не треба да се пазира вашата филозофија на исхрана, да јадете само оној пат кога ќе осетите глад и кога ќе ви се стресе снага и да пиете вода само кога сте жедни. Тоа се веќе сериозни аларми дека сериозно доцните. Така да не чекајте глад, не чекајте да станете па да се појави глад за да јадете, туку ако треба на почетокот и на сила, а подоцна ќе стане и навика, имајте го тој најважен прв оброк во денот и активирајте го вашиот метаболизам на правилен начин како што го бара тоа вашето тело. За тука завршуваме за денеска. Она што останува да ви го посакам се квалитетни здрави животни навики и уште една благодарност за тоа што не следите. Поздрав дечки, чао, чао.